Изјави американскиот председател Доналд Трамп како охрабрување за постигнување мировен договор меѓу двете Кореи. Ова идеја всушност не е нова. Во моментов Северна и Јужна Кореја разговараат за договор со кој официјално може да и се стави крај на воената состојба. Таа се уште трае бидејќи Корејската војна впрочем никогаш не завршила. Наместо тоа беше ставена во мирување со привременото примирие што ги остави разделени двете земји. Тоа најверојатно ќе биде главната тема за дискусија кога Ким Џонг Ун ќе се состане со неговиот јужнокорејски колега Мун Џаe Ин во наредната недела во селото Панмунџом на нивната заедничка граница, каде што беше потпишано примирието. Но Северна и Јужна Кореја водеа вакви разговори порано, многу пати, но секогаш без конкретен резултат. За време на 70-тите години од минатиот век, основачот на Северна Кореја, Ким Ил Сунг, ги подгреваше надежите за мировен договор со тогашниот американски председател Џими Картер. Но што е тоа што може да го замени примирието, останува големо прашање. Никој не наведува како може да изгледа новиот договор и дали тој ќе мора да биде потпишан од сите страни вклучени во примирието. Тоа би значило Соединетите држави, Обединетите нации и Кина, но не и Јужна Кореја која никогаш не го потпишала. Од друга страна, Јужна Кореја и Соединетите држави велат дека е возможен мировен договор само ако Северна Кореја се согласи да се откаже од нејзиното нуклеарно оружје. Во четвртокот, јужнокорејскиот председател Мун Џаe Ин изјави дека Северна Кореја изразила заложба за целосна денуклеаризација на Корејскиот полуостров и оти не поставува услови за тоа. 지금 북한은 국제사회에 완전한 비핵화의 의지를 표명하고 있습니다. 또한 우리에게 적극적인 대화의 의지를 보여주고 있습니다. Според него, Пјонгјанг не приложил никакви услови како што е повлекувањето на американските трупи од Јужна Кореја.